коментирам персоналното решение на предлогот за заменик министер за Министерството за здравство, бидејќи од едноставна причина што не го познавам човекот, но од биографијата можам да забележам дека мислам дека неговата младост и кратко работно искуство за многу одговорна функција во многу битно министерство, дека создава една подлога за сомневање за неговата одговорност во министерството, што не мора да значи дека е така, но вие сте премиер, вие одлучувате кого ќе предложите. За состојбата и услугите во здравството говорат самите граѓани, а тие искажуваат огромно незадоволство. Наспроти вашите тврдења дека е одговорен и посветен министер Венко Филипче, значи тоа не влие врз квалитетот на услугите кои што се нудат во здравството. Имавте едно ветување во предизборната програма дека ќе ги укинете економските директори и управните одбори во постоечките 27 универзитетски клиники, кои само беа финансиски товар. Спротивно на тоа, предизборно се поставуваат нови, и тоа клиниката за гинекологија и државната кардиологија веќе се подновија со по еден организацијски директор. И тоа, ова се информации од Министерството за здравство. Согласно Законот за здравствена заштита, именувани се двајца ВД директори на Универзитетска клиника за гинекологија, акушерство и кардиологија, а поради обемот на работа на клиниката и неопходноста од економски директор, се овие веќе директори ќе го оптоваруваат веќе за месечно по 1000 или 1500 евра државниот буџет. Инаку контрадикторни сте со законот за протести кој што го поднесовте, а потоа го повлековте, наспроти шарената револуција со која што патем го уништивте Скопје и со која што дојдовте на власт. На власт дојдовте со уште една кампања за загадениот воздух и шетавте со маски по улиците, а сега нигде ве нема. И при очи слепи, при уши глуви се правите кога гласно предупредуваат граѓаните, а и ние дека мерните станици не работат, намерно или ненамерно не работат, не знам. А податоците покажуваат дека има енормно загадување, дека има голем број на случаеви, на смртни случаеви, баш од загадениот воздух. Овде во собранието се одржа јавна расправа, се донесоа заклучоци, се донесе акцијски план за загадувањето, но повторно вие како власт не одредувате приоритети кои што треба првично да се зафатите за работа. Истакнавте дека се исклучи Југохром, но воздухот таму е уште позагаден, значи не било до Југохром. Дефинитивно треба да превземете приоритети и итни мерки со кои што треба да се подобри животот на граѓаните. Благодарам.